Добар ден, почитувани, ова е стартот на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Почна ниските температури, а родителите веќе не им дозволуваат на децата да излегуваат надвор и да си играат, плашејќи се да не настинат. Игралиштата и малкуте паркови што ги имаме се полупразни, а децата престојуваат или дома или пак во игротеки. Кој е главниот виновник за настинките? Дали студеното време или пак престојот во затворени, затоплени простории? Дали децата треба да излегуваат надвор кога времето е студено, дали воопшто има некаков бенефит од студеното време во детска возраст, е темата на која што денес веќе разговараме со доктор Александар Сајковски, специјалист по педиатрија од Аџибадем Систина. Добре дојдовте повторно во емисијата. Благодарам на поканата, ги поздравувам сите ваши гледачи и ова е тема која веројатно со децении е вака тема за која што дискутираме, да кажем, во педиатриските амбуланти. Значи, мојот најкраток прв одговор е да, носите ги децата надвор. Секад имат различни ставови по односно ова прашање. Во скандинавските земји децата, малите деци и бебињата кои што се добро облечени, престојуваат надвор во количка, па дури спијат или во дворовите или пред кафулињата. Родителите пијат кафе на топло, но бебињата спијат на отворено. Кај нас таа слика е незамислива. Исто и во некои земји во Русија ги изнесуваат бебињата на тераса додека врне снег, верувајќи дека студот го стимулира имунитетот. Дали е оправдан стравот од студот кај нас? Има ли бенефит? Еве, веќе одговоривте, да, но дали, зошто има толкав страв од студот кај нас? Тоа е моја прва препорака, дека вистина е така и дека децата треба да се изнесат надвор, доказ е дека, знаете, кога ќе го изнесете, прво два факта. Детето има 6 пати, 7 пати поголем метаболизам од нас возрастните. Во тој метаболизам оно продуцира енергија. Знаете, оно троши 120 калории по 1 килограм телесна тежина. Тоа е 6 пати негде повеќе од колку ние. И во тоа метаболирање оно троши енергија и ослободува топлина. Тоа ослободување на топлина мора да се лади површината на кожата. Тоа е прво основно правило во педиатријата, една од основни лекции. Меѓутоа, второ, кога вие детето ќе го изнесете надвор, има неколку механизми и возрастните исто, меѓутоа по принцип има неколку механизми по кои што делува ладното многу интересно. Прво што се случува, бидејќи кога ќе го изнесете надвор ладно, прво се стегаат малку крвните садови на периферијата, односно се запојачува циркулацијата на крвта, се ослободуваат некои хормони како што се норадреналин и адреналин, кои што ги стегаат крвните садови на периферијата, меѓутоа ги шират крвните садови натре во телото, на ниво на срце, на мозок, на јетрата и така натаму, на внатрешните органи. И тоа е само за да се одржи температурата на површината, меѓутоа кога тие хормони ќе се ослободат, детето влага во една условно да ја речам малку полустрес состојба, нели? Тогаш се активира имунолошкиот систем. Еден од најпознатите механизми за активирање на имунолошкиот систем е да го изнесете детето надвор. И впрочем вие ќе видите дека точно да, факт е дека во сите скандинавски земји имате децата, тие се многу интересни земји затоа што таму децата спијат надвор и бебиња кои што се по 10 дена стари, минимум 1 саат се изнесуваат надвор, додека во исто време таму се исто таа земји каде што има и најмала потрошувачка на антибиотици, најздрави се. Впрочем, ако ги читате, сега една мала дигресија кога се децата па возрастните, во принцип и за возрастните и за децата летото е многу порискантно од колку зимата. Например, вие во лето имате еден цел куп на болести вирусни и бактериски кои што се шират, например западно-нилската треска, денга, она што се пренесува со комарците, тие ги немате например во зима. Исто така ширењето на некои бактериски инфекции е многу поизразено во лето отколку во зима. И во принцип во летото, например, као што се шират периферните крвни садови заради топлината, за да се лади телото, едноставно станувате помлитави, поопуштени, како да кажам, помалце на возрастните луѓе помалце им се работи. Единствено нешто што се шири, да кажам, некако повеќе во зима отколку во летото е вирусот на грипот. Вирусот на грипот А или Б типот на грипот и затоа се тие епидемии повеќе во зима отколку во лето. Но апсолутно е неопходно децата да се носат надвор, оно подобро ќе спие после тоа, подобро ќе се храни, ќе има подобар имунитет и моја топла препорука е да не спијат децата во соба која е специјално греена. Нема потреба да се подига температурата во собите кај што спијат. Сепак игралиштата се празни, но големите трговски центри и затоплените игротеки се преполни со деца. Дали ризикот од разболување е поголем во овие затворени простори исполнети со луѓе? Апсолутно да. Значи, нормално е.
Сосема е нормално да се ризикот од ширење на инфекции во затворени простории е секогаш поголем, затоа што вие имате една голема група на луѓе кои што се наоѓаат во релативно затворен простор, доста од нив или малку или доста од нив може да имаат некакви инфекции и лесно се трансферираат самите вируси и бактериите, да речеме, во една таква средина. За разлика од тоа, ако ќе излезете надвор, тоа не може да има таква концентрација на микроорганизми. Јас, например, често пати го зборуваме тоа дека и во англиската медицина, не само во скандинавската медицина, е пракса да децата уште од бебиња се изнесуваат надвор. А она што ќе го видите кај нас, што е реално многу интересно, сега, дури и на ова ладно време сега, родителите доаѓаат во педиатриските амбуланти, облечени во панталони, кошува, джемпер, нешто, нели така, и некоја лесна јакна, а детето е облечено како да оди на 3500. Скафандер. Да, апсолутно. И плюс уште малтене цела јамболија стаена одозгора врз него. Нема потреба. Детето, например, зборам, го изнесете надвор, го прошетате, го вратите надвор, но не може да настине, не може за да направи инфекција, треба да биде у контакт со микроорганизам, а не со ладната температура. Има една работа што морам да ви ја кажам, што е пак за возрастната популација многу интересно сега, што може би ќе биде многу интересно. Во сите оние книги каде што се пишува и едуцира за бизнис, нели, учење за бизнисот, пишува една многу интересна работа. Секаде пишува: излезите надвор навечер кога е ладно, прошетајте се, застаните у некој кафуле, напите се еден чај или кафе и вратите се дома. Мозокот ви работи по-бритко и по-добро и сите добри одлуки тогаш се носат. Не се носат кога температурата надвор е 40 степени. И тоа е едно од вистините, затоа што мозокот функционира подобро кога е малце пониска температурата. Зборам, сите процеси се поактивни и интелектуалните процеси и меморијата е подобра. А колку време би можело да престојува надвор детето во првите 12 месеци од животот кога температурите се ниски? И треба ли некакви специјални подготовки пред да се изнесе надвор, особено новороденчето, од загреаниот, од затоплениот дом, директно на некоја температура која што е во близина на нулата? Забрана, ако сакаме у бројки малку, може? Секако. Ако сакаме у бројки, забрана за излагање надвор има тогаш кога температурата ќе падне под минус 23. Јасно. До минус 23 еден саат може слободно да се шета. Впрочем, и самото облакање ќе биде соодветно на температурата надвор. Не може исто да биде облечено детето на плюс 5 и на минус 10. Нели? Меѓутоа имате во предвид, значи кога го спомнавме скафандерчето преска. Несомнено е дека многу подобро ќе спие бебето, ќе биде многу помирно, дури и исхраната ќе му биде подобра ако го прошетате на пониските температури надвор. Се разбира, ние секогаш советуваме да шетањето надвор, без оглед на студот, биде повторно во овие периоди од денот, да речеме околу 11 часот, 12, 13 часот, сега не мора да биде тоа, нели што би рекле во 21 часот или 22 часот навечер. При тоа, ако вие отидете во сите, например, ако отидете во западноевропските скијачки центри, ќе видите дека уште од 9 саат наутро бебињата се шетаат, зборам бебиња месец, 2, 3, нели, се шетаат со родителите со колички по скијачките центри. Тоа е од една страна добро затоа што имаме чист воздух, дишење на чист воздух, чистење на плуќата, што би рекле народски. Од друга страна, метаболизмот се менува во смисол на, нели, заради зголемената циркулација на периферијата, се убрзува малку метаболизмот, организмот едноставно тежне е да ја одржи температурата на тоа ниво што треба, на 37 степени, и додека внатрешните органи пак се шират крвните садови. И имаме една многу интересна ситуација да искористливоста на хранливите материи е исто така подобра кај тие деца. Значи, кога збориме за цревниот систем. Значи, многу бенефити. Споменавте дека кај нас на плюс 5 децата се облечени како на минус 10, веќе се во скафандри, но кога е надвор студено, што треба да носат на себе? Дали е неопходно да имаат капа, да имаат шал? Бидејќи во одредена фаза од животот, кај бебињето до 12 месеци, може да се прочита некаде и дека не се препорачува да се стави шал врз носот и врз устата. Да. Шалот не е многу баш апсолутно препорачлив.
За бебињата денеска, за разлика од минатото, има толку многу убава гардероба која што може да се земе. Меѓутоа, јас ги молам родителите само еден многу едноставен принцип да имаат. Значи, кога излагаат надвор, нека се погледнат себе си што облекле И истиот принцип да го применат на детето. Дури и помалку, од причина што бебето има значајно поголем метаболизам, оно што го рековме преска, дури 6 пати поголем метаболизам. Тоа ќе рече дека, например, ако температурата е надвор тука околу 0 или плюс 2, да речеме тие температури, нема потреба од носење на оние големи скафандери. Оние скафандерите се за температури под нулата, да речем минус 2, минус 5, минус 10. Они се модерниве скафандери кои денеска се носат, се навистина извонредно направени, многу од нив, и ја штитат температурата на телото, не дозволуваат да се губи и затоа у принципи нема потреба да се ставаат шалови. Шалот кај бебето нема да доведе до затоплување посебно, стравот е да не дише ладен воздух, па дишењето на ладниот воздух да не настине детето или да не кашла. Не, од ладниот воздух, ако е болно детето, ако има настинка, ако има грип, ако веќе има кашлица, може да биде надржај да прокашла малце, меѓутоа брзо се смирува. И впрочем, ова морам да го споменам, значи кога ќе ги качите децата, например, на планина, пуштите ги првите 2-3 дена слободно што поише надвор. Ќе видите дека ладниот воздух го влече секретот од носот. Они едноставно, ако имаат, речеме, ако се деца од 2, 3, 4, 5 години имаат такви инфекции на горни дишни патишта, едноставно се чисти секретот, се исфрла целиот секрет и одеднашка, после ден-два, оно престанува да кашла, ако кашлало претходно. Така да ние им советуваме на родителите, бидејќи Скопје е релативно загаден град, доста загаден град, во тек на денот да ги качат децата на водно, над средно водно, таму каде што веќе нема магла, и едноставно да ги остават малце да дишат чист воздух, ама да не се претрупаат. Така. И уште една работа, една голема грешка што се прави. Кога бебето се облака и се става во транспортер, по правило се облакаат чорапчиња, па се облакаат шпилхозни, па се облакаат скафандери, па се става кебенце. Тие чорапчиња на тоа дете не му требаат. Значи, една од тие работи кои што не му треба. Истото важи и за лето, сега да не биде да збориме за топлата температура. Претоплувањето може да биде проблем за малите бебиња. И ова е проблем ако се претоплуваат бебињата. Значи, не треба да се претоплуваат. А што е со студеното време и студените пијалоци, сладоледот? Дали тие може да исто така да бидат причина за настинка, за разболување кај детето? Ова се насмеав, морам да ви кажам искрено, затоа што е нешто што можеби некои гледачи нема да се согласат со мене, но тоа е факт во медицината. Некако, знаете, овие балкански простори, не сакам да кажам Македонија, меѓутоа овие балкански простори, само кај нас некако луѓето ги фаќа половина од промаја и грло од ладен сок или ладен пијалок. Ние стално ги советуваме родителите, значи верувате стално, дури оној период кога ќе дојдат децата 8, 9, 10, 12 месеци, значи кога се у фаза кога јадат поголем број на храни, ги советуваме да не се либат од тоа да им дадат на децата да јадат сладолед во зима. Не во лето, во зима. Знаете, кога ќе го ставите сладоледот во една здела, да речеме, млечен сладолед зборам, не она вода замрзната. Кога ќе го ставите, кога ќе почне да се растопува, он доаѓа на негде ниво од плюс 8, плюс 9 степени, самиот сладолед. Тој е добар и тој не може да направи никакви тегоби на ниво на грлото, али го стимулира кога го јадете сладоледот, кога му го давате на бебето, значи бидејќи е знатно пониска температурата негова од температурата на телото, која е реално 37, во еден момент се лади малку грлото и онда организмот реагира веднашка со промена на циркулацијата и прокрвување на подобро ниво. Дел од крвните садови се стеснуваат, се засилува циркулацијата, али се стеснуваат крвните садови, ја менјаме температурата на устната шуплина и на тој начин се уништуваат еден добар дел од бактериите. Значи, судот е всушност најдобар стимулатор на имунитетот. По принцип е еден од најбитните стимулатори на имунитетот. Сакам само да напоменам дека зошто тој може да биде многу важен. Видите, устната шуплина на детето има повеќе микроорганизми отколку што има луѓе на планетава Земја.
повеќе. Значи, ние сме по принцип во една симбиоза со живот со микроорганизмите. Ние имаме, чисто една мала дигресија, само да ви кажам, една симбиоза, секој од нас живее со 100 трилиони пријатели. Толку имаме разни вируси и бактерии на нашата површина на кожата или во внатрешноста на телото, во дишните системи или во цревото. И ние сме во една перманентна симбиоза. Во момент кога заради X причини ќе падне малку имунитетот, кога ќе почне да се множат патогените бактерии, еден од добрите начини да ги уништите во грлото е да му даете на детето да јаде сладолед. Ето, ова е еден одличен совет кој што новие простори ретко кој го применува. Што се однесува до настинките, која е нивната позадина основа? Дали е студеното време или пак сепак зад нив стојат вируси и бактерии? Вирусите, дефинитивно. Знаете, настинка, грип, значи тоа се има повеќе типови, морам да ви кажам, има повеќе типови на вируси. Значи, класичниот грип е вирусот на инфлуенца, А или Б, нели? Меѓутоа има повеќе типови, има коронавирус, има риновирус кој што ги напаѓа горните дишни патишта и кој не дава голема и масивна клиничка слика, меѓутоа може да направи една блага секреција во носот, една малце умерена секреција во горните дишни патишта, лесна кашлица, па дури некогаш и покачување малку на температурата, на телесната температура. Меѓутоа, телесната температура не ја предизвикува самиот вирус врз телото, него организмот ја подига телесната температура за да се бори против вирусот. Да. Тоа е еден нормален одбранбен механизам и тука сакам исто да напоменам, кога веќе зборуваме за настинка или грип, кога ќе почне да се качува телесната температура, не давајте лекови за симиње на температура во првите 8 до 10 часа. Затоа што кога ќе дојде она во првите 8 до 10 часа, кога ќе се качи температурата на 38 до 38,5, тоа е стимуланс на имуниот систем на детето да ослободи повеќе од 3 милиарди леукоцити кои ќе јурнат на местото на инфекцијата, каде што е вирусот, и ќе се борат со него. Знаете, нашиот имунолошки систем реагира кога ќе препознае дека влага микроорганизам, посебно вирусите, оти вирусите живеат во носната шуплина, например, или во грлото, нели, настинка или грип, меѓутоа они влагаат и во клетките. Кога ќе препознае телото наше, имуниот систем, дека клетката е заразена со вирус, он фактички ја напаѓа клетката, ја уништува клетката и самиот вирус, тоа е оној систем боле да дадам прст него да изгубам цела рака. Меѓутоа тогаш се појавува и таа секреција, умерена кашлица, умерено покачување на температура и тоа се све симптоми кои што се нормално очекуваат. Дали настинато дете смее да излезе надвор кога температурите се ниски? Апсолутно да, дури е и добро и пожелно да го изнесете надвор, затоа што таа промена на температура му го бустира имунитетот и автоматски го активира тој неспецифичниот дел на имунолошкиот систем со кој оно ќе се брани против инфекцијата која што веќе ја има. Не да биде детето затворено во соба каде што има 27-28 степени телесна температура, па уште да се затемнат. Знаете, порано, кога беа оние инфекции поголеми, кога имаше морбили, пред да се воведат системот на вакцинација, децата беа затварани во соба, собата затворена малтене херметички, темно, нели, да не му смета светлината, да не побрзо да помине, да е топло, у суштина тоа само ја продолжува болест. Така. Што се однесува до она народна мудрост дека супата, топлата супа помага да се излекува побрзо настинката, дали во тоа има вистина? Па, знаете како, не е само топлата супа, не, тоа е баш она што ја викат кокошја супа. Кокошја супа, така, пилешка, чорба. Да, пилешка чорба. Тоа е исто и со чајвите. Значи, со сите топли напитоци, по принцип, кога ќе ги земете во фаза кога сте со настинка, во прв момент кога го пиете, оно ви прави лагодно ви е, пријатно ви е во грлото, меѓутоа во основа топлите тие напитоци сепак ги шират крвните садови таму и не така ефикасно ги убиваат микроорганизмите како малце поладната температура. Така еден рецепт за здраво дете во зимски период. Што поише надвор? Јас навистина топло им советувам на родителите, ќе видат. Ако научат дете, значи уште од бебе, ако го научат бебето и уште мало дете да спие во соба која не е специјално затоплена, ако го пуштат да игра надвор, тоа ќе биде поздраво бебе. Ако го држат на високи температури дома, не го изнесуваат надвор или го носат само во затворени средини,
Тоа е дете кој има шанси да има повеќе инфекции. Сега проблемот со градовите во Скопје, во Македонија, по големите градови пред се Скопје, загадениот воздух. Студеното време, грејната сезона е поврзана со енормна загаденост на воздухот. Не секогаш може да се изнесе детето надвор. Во случај кога не е премногу загадено, дали треба да се изнесува бебето и детето надвор со маска на лицето? Еве еден совет. Знаете како, дали ако помага? немаме некое посебно загадување, тие маските и не помагаат многу, а оние стандардниве маски, оние маски кои што може да помогнат, многу тешко можете на бебе да му ги ставите, оно ќе има нервоза, нема да може да ја држи таа маска. Значи сепак децата нема да може да трча, дете кое е предшколско например, ако збориме за таа возраст. Сигурно дека најдобри мерки се да се намали аерозагадувањето, тоа не е спорно, тоа е најдобар механизам, меѓутоа во сите фази кога нема големо загадување, носите ги децата во паркови, носите ги, ако збориме за Скопје, качите ги на водно. На водно, кој ќе се качите, веќе и сонце грее, нели? Так. Таму е температурата не, ако е во Скопје -5, таму ќе биде сигурно околу нулата, кој ќе се качите над облаците над маглата. Над маглата, уствари. Одлични совети, препораки за родителите, па и за бабите и дедовците кои што имаат внуци, значи да не ги чуваат децата дома на презатоплено, слободно да ги изнесат надвор на ниските температури. Тие може да го стимулираат имунитетот, само може да има бенефит од него. Доктор Сајковски, навистина ви благодарам што повторно бевте наш гостин. Се надевам дека наскоро ќе бидете повторно гостин во ова студија. Благодарам многу. Тука го заокружуваме денешното издание на 0N+, се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.